Во летниот период во Агенцијата за иселеништво се организираат најмногу настани. Во оваа емисија ги сумираме нивните активности. Главните проекти за летово беа летната школа по мајчин јазик, каде што имаа можност нашите иселеници да го изучат, да го учат, да го досовршат, да се запознаат со нивниот мајчин јазик, форумот за наставници, каде што наставниците кои што работат во иселеништво, дали од приватен сектор, дали тие пратени од Министерството за образование, имаа можност да ги презентираат нивните проблеми, со кои препреки се соочуваат и на кој начин можеме ние институционално како држава преку соработката со Министерството за образование и МНР да помогнеме. И нормално последното беше летниот камп за дружење преку спортот за децата од иселеништво, како и наградата Стојан Христов за поет иселеник. Летната школа веќе традиционално се одржува во организација на Агенцијата за иселеништво, каде нормално со моето менаџирање ја го се обидувам да го унапредам, да го подобрам, да еволуира тој процес. Воведовме неколку новости каде што ефективно веќе се покажаа резултати со тоа што многу повеќе и повеќе деца аплицираат за да ни бидат гости за време на летната школа. Оваа година на гости ни беше организацијата 5+, тоест Петко и компанија, кои што со нивната представа ги воодушевија децата, бога ми мене, јас преубаво се поминав дека бев тамо. Се обидуваме преку таа летна школа да оставиме еден убав печаток за државата, убав печаток за јазикот, и да ги натераме тие деца на иселеници да продолжат да ја посетуваат државата, да продолжат да го учат јазикот. Преубаво се поминаат децата, ние како организатори бевме многу задоволни, наставничките се покажаа совршено, покрај часовите по мајчин јазик они ги посетија филиграни, ги посетија првата печатница, каде што имаа можност самите да испечатат, па тоа си го задржаа. Имаше моментот наивна уметност, каде што со бои шлакаат, играат и на крај останува нешто. Беше, како да ви кажам, барем од моја гледна точка, се надевам дека тие искуства ќе им направат еден добар впечаток за нас како држава и за татковината, што ќе им држи цел живот и што цел живот ќе им направи една лојалност и љубов кон државата. Да го споменеме и летниот камп. Прв пат оваа година, значи организираме со помош на локалните тимови во Струга летен камп за дружење преку спортот за децата од иселеништво. Да ви кажам право, како пилот проект, очекувањата не ми беа толку големи, дека нормално пилот проекти ретко кога се толку успешни. Не знам како да ви кажам, да ви се верува или не, ние моравме поради мали средства, ние моравме да одбиеме деца. Толку имаше интерес за да дојдат. Таква поддршка имавме од локалната заедница, од Струга, од тимовите во Струга, ракометните, кошаркарските, фудбалските. Тоа беше едно прекрасно нешто. Како една замисла, моја и на тимот во агенцијата, може да се претвори во еден прекрасен настан. На крајот настанот им дадовме едни questionnaires да пополнат децата, да кажат што можеме да подобриме, нели, нормално. И едно од прашањата беше дали ќе кажете на другите ваши другарчиња за настанот во Струга. Одговорите беа, малце, мислам шала, одговорите беа нема да кажеме за да не ни го фатат местото.
Така да, тоа мене ме израдува дека тоа беше знак дека прекрасно си поминаа децата. Ние како организатори нормално се гордееме кога нешто ќе направиме и ќе биде добро направено. Така да, еве официјално овој пилот проект официјално влегува во агендата на агенцијата под мое раководство и од сега па натака ќе го работиме и ќе го правиме. Традиционално ја доделувате и наградата на Струшките вечери на поезијата. Да, наградата Стојан Христов веќе ми се чини неколку години е еден од начините на кои што ги мотивираме нашите да творат во иселеништво. Тоа е многу убава награда, благодарни сме на менеджерскиот тим и на организаторите на Струшки вечери што они ни дозволуваат ние да доделиме наградата за време на нивната манифестација. Се обидуваме што повеќе да ги мотивираме нашите иселеници да творат. Се надевам дека следната година, еве со ваша помош преку овој прилог, ние ќе имаме можност да допреме и до помладите, за да можеме и да видиме малце помлади креативци и поети да аплицираат за таа награда Стојан Христов. Нашата работа најголем, најефективен начин на кој што добиваме идеја преку работата на терен. Кога самите иселеници директно со нас, како представници на здруженија, како представници на организации, како представници на поголем број на луѓе, ни ги изнесуваат нивните проблеми и потреби. Се увиде еден реален проблем кај нашите наставници во иселеништво. Некоординација, проблеми со пишано, со литература за учење на јазикот. Покрај сите средства што ги имаат и поддршка од државата, они кубурат со средства за одржување на добра настава. Еве чисто пример, во Шведска имаме македонскиот јазик се учи официјално како дел од државата. Имаат сите услови, може да замислите држава како Шведска, све е тоа платено од државата. Сите услови ги имаат, модерни, технолошки, све тоа што многу ретко се гледа кај нас. Учебници немаат, бидејќи нема официјален начин како да се дојде до учебник од државата. Ги видовме тие проблеми и почнавме да работиме нормално. Еден од моите приоритети е до крај на мојот мандат да комплетираме една литература за изучување на македонскиот јазик како втори јазик. И со тоа ми треба помош од наставниците во иселеништво, како и на нив што им треба помош за поефективно предавање. Записникот од форумот на наставници, каде што имавме наставници и по македонски и по албански јазик од целиот свет, од Австралија, од Данска, од Англија, од Швајцарија, од Германија, од Италија, од секаде. Све тоа што им беше потребно, све тоа што сакаа да го кажат, да го пренесат, беше заведено во еден записник на кој што они се подпишаа и доставено до институциите кои што директно се занимаваат со нивните проблеми, нивната тематика, тоест Министерството за образование и нормално владата на Република Северна Македонија. Летниот период, јули и август, се тогаш кога иселениците се враќаат дома. Да ви кажам право, секако се радувам. Значи, дневно околу 30 луѓе се во контакт со мене како Никола Шаларинов, некогаш и како официјално како директор на агенцијата, ама многу ме радува што имаат комуникација отворена со нас. Сепак летно време, кога се нашите иселеници во летниот период, они се дојдени на одмор. И многу се порастеретени од сите работи што ги имаат. Значи, проблемите им остануваат таму во државите каде што се, и они се дојдени на одмор и се опуштаат. Тоа што ми израдува оваа година,
Кога дојдов јас како директор на агенцијата, еден од начелата тие што сакав да ги испромовирам е нашите здруженија да организираат туризам кон Македонија. Сакам да кажам дека да ги искористат нивните потенцијали, да ги искористат тоа што се тамо и преку тоа да носат туристи кон државата и со тоа да заработат средства со што би можеле да имаат повеќе активности во иселеништво. Оваа година само тие што здруженија што комуницирале со нас, тоа е со мене, 1500 туристи, значи странски државјани, дали иселеници, дали странски државјани, се исто, се дојдени во државата преку нивната организација. Само Сдруженијето на македонците во Романија во 3 тури донесе преку 300 луѓе да ја посета државата. Различни проекти, беа на Галичка свадба, каде што имаа можност да се запознаат со Галичка свадба, после има посета на Маврово, Крушево, локалитети и на крај све тоа заврши со веќе традиционално го одржуваат со курсеви по македонски јазик. Дојдоа тука, мислам дека последната тура беше 170 и нешто луѓе и имаат часови по македонски, така да ангажманот на нашите организации во иселеништва е една предност, еден адут што мора да го искористиме за туризам кон државата. Бидејќи оваа година имаме ние поинтензивна програма за време на проекти и секако дека за време на летниот период сите иселеници доаѓаат во државата, ние само отидовме во Турска бидејќи имаше еден многу важен настан организиран од Сдруженијето на македонците во регионот на Ајдин. Тамо, како што знаете, во Ајдин и во Измир имаме голем број на македонци, кои што се преселени првата тура во 30-тите години, па втората тура во 50-тите години. Таму имаме, значи, веќе генерации на македонци кои што живеат во тој регион. Беше со поддршка на градот Ајдин, со раководството на градот Ајдин, се направија едни преубави настани каде што кут од Неготино и кут од Србија ги презентираа нивните култури со музика, со оро и така натака пред граѓаните на регионот Ајдин, каде што и воедно спаѓа и Кушадаси. Многу беше убав тој момент дека во Кушадаси имаше илјадници луѓе што го гледаа настанот, луѓе од цел свет и гледаа како се игра македонското оро и слушаа македонска песна. Ретко имаме ние можност да презентираме во живо нашата култура и нашите можности на такво туристичко место каде што има гости од цел свет. Кога почнавме со работа, кога почнавме ефективно да работиме, со под моето менаџирање на агенцијата, јас увидов дека има многу работа. За жал, буџетот таков каков што е на агенцијата мораше да се лимитира со таргети. Со следната година, ефективно се надевам дека ќе го решиме проблемот за изучување на мајчиниот јазик. Апликацијата за изучување на јазикот ќе биде готова. Според јавната набавка со декември 10 завршува. Проектот треба да биде готов, ќе биде официјално пуштен следната година. Апликацијата е еден вид на игра за да можат најмладите да го учат јазикот. После тоа ќе финализираме таа литература што ви ја кажав за учење на мајчиниот јазик како втори јазик. Со таа литература се наставниците и наставничките што учат во иселеништво од целиот свет, конечно ќе имаат една литература што ќе им биде бесплатно достапна цело време, за секогаш. Нормално, проектите кои што се успешни остануваат, летниот школа по мајчин јазик, спортскиот камп за дружење, летниот камп за дружење на децата преку спорт,
Нормално ќе ги интензивираме следната година, ќе има места за повеќе деца со друг тип на програми, бидејќи се појави интересот, мора да ги подобриме условите. Наградата Стојан Христов останува. И тоа што е за оваа година, од 1 до 3, еве официјално прв пат да најавиме, од 1 до 3 ќе се одржи за прв пат регионална... Од 1 до 3 ноември. Од 1 до 3 ноември регионална конференција за диаспората. Тука, значи, ќе ги поканиме нашите македонците и селениците од Србија, Босна, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Турција и Романија. Темите на конференцијата се туризам кон Република Северна Македонија, нетворкинг и една од замислата што ми е ние сме мултикултурна држава. Имаме националности од цел Балкан кои што живеат во државата. И ние имаме македонци што живеат во државите од каде што кореспондираат тие националности. Така да, замислата ми е да ги поврзам македонците кои што живеат во Босна, например, со босанците кои што живеат во Македонија. И двете имаат здруженија. Доколку се поврзат, они заедно може да аплицираат на многу повеќе проекти заеднички, им се отвараат можностите за аплицирање за финансирање на тие здруженија на повеќе начини. Значи, тој нетворкинг, тоа поврзување, тоа вмрежување на невладени организации во државата со македонските здруженија во иселеништва, да се спојат, да се вмрежат за поефективно да работат, поголема комуникација да има и полесно да пристапуваат на различните фондови кои што им се на нивно располагање.